Надоместок заради попреченост. Надоместок заради попреченост се обезбедува за поттикнување социјално вклучување и еднакви можности на лице кое е со тешка или длабока интелектуална попреченост, со најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, потполно глуво лице. Надоместок заради попреченост може да оствари лице со навршени 26 години возраст, најдоцна до 65 годишна возраст, а се користи без оглед на старосната возраст на корисникот. Надоместок заради попреченост не може да оствари лице кое што го користи правото на цивилна или воена инвалиднина. Надоместок заради попреченост не може да користи лице ако со решение на Центарот за социјална работа подолго од 30 дена е сместено во установа за вонсемејна социјална заштита, згрижувачко семејство, организирано живеење со поддршка или во здравствена или друга установа за периодот додека трае сместувањето. Висината на месечниот надоместок заради попреченост изнесува 7204 денари за лице со тешка или длабока интелектуална попреченост, со најтешка телесна попреченост и потполно слепо лице, 4117 денари за потполно глуво лице. Правото на надоместок заради попреченост се остварува врз основа на конзилијарно мислење од првостепена комисија, составена од тројца лекари, специјалисти од соодветна терцијална здравствена установа. Во постапката по жалба против наодот и мислењето на првостепената комисија за остварување на надоместок за попреченост, наод и мислење дава второстепена комисија од тројца лекари специјалисти од соодветна терцијална здравствена установа, кои не го донеле конзилијарното мислење во прв степен. Начинот на остварување на правото на надоместок заради попреченост, потребната документација, составот на првостепената и на второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарното мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење, го пропишува министерот во согласност со Министерството за здравство. Лицата со тешка или длабока интелектуална попреченост остваруваат право на надоместок заради попреченост врз основа на траен наод, оцена и мислење за видот и степенот на попреченост издаден од стручен орган, во постапка согласно со општиот акт, начинот на утврдување на видот и степенот на попреченост ги пропишува министерот во согласност со Министерот за образование и наука и Министерот за здравство и решение на Центарот за социјална работа. Корисникот на надоместок заради попреченост може по сопствен избор да користи услуга од овластен давател на услуга во домот и во заедницата.